Почитувани присутни, драги гости, добар ден! Горди сме што нашата ученичка заедница уште еднаш е креатор, предводник и иницијатор на ваков прекрасен ден. Овој настан е се со цел одбележување на Денот на Европа и Европската Унија. Сите прашања кои ќе ги добијат тимовите ќе бидат поврзани со темата на овој настан, односно Европската Унија. Со нетрпение чекаме да слушнеме што научиле нашите соученици за Европа и Европската Унија. А сега ја поканувам председателката на ученичката заедница Сара Ангелова. Почитувани гости, пред се сакам да ви посакам топло добре дојде на овој прекрасен настан. Горда сум што нашата ученичка заедница уште еднаш покажа дека може да биде организатор и креатор на еден ваков убав настан во пресрет на празникот и Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот. Се надевам дека и во иднина и во следните години, следните генерации ќе покажат дека има амбициозни ученици кои што сакаат да научат нешто плюс и да покажат свое поголемо знаење. Тоа е се од мене, се надевам дека ќе има интерес и со внимание ќе го проследиме настанот. Ви благодарам. Правилата на квизот се следниве. Секој тим добива свое прашање и има една минута да го одговори истото. Доколку тимот на кој што му е поставено прашањето не успее да даде точен одговор, на прашањето одговара другиот тим. Секое прашање носи по еден поен. Квизот ќе се одвива во текот на 3 рунди, при што третата рунда представува финале. Исто така сакаме да се заблагодариме до професорката Весна за нејзината посветеност за да не спреми нас учениците за овој квиз. Немалам аплауз. Тимовите кои што ќе учествуваат се: рунда 1, тим 1, Ана Ивановска, Матеј Цековски, Христијан Илчовски, против тим 2, Леонора Жежовска, Ива Анакиевска и Александар Анастасов. Рунда 2, тим 3, Дами Ивановски, Анастасија Ќурчиска и Сара Ангелова, против тим 4, Елена Димитровска, Кристијан Димитровски, Емануела Новоселска. Рунда 3 е рундата во која што ќе се борат победниците од рунда 1 и рунда 2. Со ова официјално го отвараме на настанот и на сцена ги поканувам тим 1 и тим 2. Првото прашање е насочено кон тим 1. Во која година беше основана Европската Унија? Под А 1950, под Б 1973, под С 1992 и под Д 2004. Под А. Точен одговор, 1 поен за тим 1. Второто прашање е колку земји се членки на Европската Унија во 2024 година? Под А 25, под Б 27, под С 30 и под Д 32. Под Б. Точен одговор, 1 поен за тим 2. Третото прашање е насочено кон тим 1. Кој град е засегнат како званично седиште на Европскиот парламент? Под А Брисел, под Б Страсбург, под С Луксембург и под Д Берлин. Под А. Точен одговор. Второто прашање е насочено кон тим 2. Која валута се користи најмногу во земјите во ЕУ? Под А долар, под Б јен, под С евро и под Д фунта. Под С. Точен одговор. Петото прашање е насочено кон тим 1. Кој договор го основа Европската економска заедница во 1957? Под А договорот од Рим, под Б Мастрискиот договор, под С Лисабонскиот договор и под Д договорот од Версај. Под А. Точен одговор. Следното прашање е насочено кон тим 2. Колку често се одржуваат избори за Европскиот парламент? Под А секои 2 години, под Б секои 4 години,
под С секои 3 години и под Д секоја 7 година. Под Б. Точен одговор. Седмото прашање е насочено кон тим 1, која е за знаменитата слоган на Европската Унија. Под А заедно сме посилни, под Б мир и процветување, под С единство во многообразовието и под Д прогрес за сите. Под С. Точен одговор. Следното прашање е насочено кон тим 2. Која земја беше прва членка на Европската Унија? Под А Франција, под Б Германија, под С Италија и под Д Белгија. Под А. Точен одговор. Следното прашање е насочено кон тим 1. Која институција на Европската Унија донесува законодавство? Под А Европски совет, под Б Европски парламент, под С Европска комисија и под Д Суд на ЕУ. Кој беше судот? Судот. Под Д. Под Д. Одговорот не е точен, прашањето се насочува кон тим 2. Која институција на Европската Унија донесува законодавство? Под А Европски совет, под Б Европски парламент, под С Европска комисија и под Д Суд на ЕУ. Под Б. Одговорот е точен, 1 поен за тим 2. И последното прашање е насочено кон тим 2. Која земја не користи евро како своја валута во Европската Унија? Под А Германија, под Б Шпанија, под С Хрватска и под Д Словачка. Под Д. Одговорот не е точен, прашањето се насочува кон тим 1. Која земја не користи евро како своја валута во Европската Унија? Под А Германија, под Б Шпанија, под С Хрватска и под Д Словачка. Под С. Одговорот е точен. Најверојатно сите сме изненадени од големите знаења и искуства на младите луѓе во врска со институциите на Европската Унија, но во секој случај, за да тече динамиката на квизот како што треба, ќе поставиме дополнително прашање, при што ќе добиеме најверојатно победнички тим од првата рунда, за да знаеме кој ќе оди во финале. Без разлика што веќе ја напуштија сцената, значи прашањето важи, вие сите се знаете кои сте членовите во тимот. Кое било првото име на Европската Унија како економска заедница? Како се викало европското јадро во стартот на неговото формирање 1950-1951 година? Дали имаме одговор? Екипа А, првиот тим, имаме ли одговор? Имате 1 минута време да се договорите. За јаглен и челик. Значи, дали ќе се согласат водителите и самата председателка на ученичка заедница да го прифатиме одговорот како точен, при што би добиле победнички тим? Добро, значи еве веќе го имаме победничкиот тим од првата рунда. Благодариме, да ги поздравиме.
Ги поканувам тим 3 и тим 4 да излезат на сцена. Продолжуваме со првото прашање до тим 3. Која институција има седиште во Луксембуршкиот град? Под А. Европски суд на правдата, под Б. Европска централна банка, под С. Инвестицијска банка и под Д. Европска комисија. Одговорот е точен. Првото прашање до тим 4. Кој е засегнат како најголем буџетен донатор во Европската унија? Под А. Германија, под Б. Франција, под С. Велика Британија и под Д. Шпанија. Под А. Одговорот е точен. Второто прашање до тим 3. Која земја не припаѓа на Шенген зоната? Под А. Австрија, под Б. Шведска, под С. Хрватска и под Д. Романија. Под Д. Одговорот е точен. Второто прашање до тим 4. Која институција на Европската унија има задача да ја заштитува валутата евро? Под А. Европски парламент, под Б. Европска централна банка, под С. Европска комисија и под Д. Европски совет. Под Б. Одговорот е точен. Третото прашање до тим 3. Која земја беше првата членка на ЕУ од бившите социјалистички земји? Под А. Полска, под Б. Унгарија, под С. Словенија и под Д. Романија. Полска. Одговорот е точен. Третото прашање до тим 4. Која институција на ЕУ е одговорна за преговарање и подпишување на меѓународни договори? Под А. Европски совет, под Б. Европски парламент, под С. Европска комисија и под Д. Советот на Европа. Под С. Одговорот е точен, 1 поен за тим 4. Четврто прашање до тим 3. Кој е председателот на Европската комисија? Под А. Жан-Клод Юнкер, под Б. Урсула фон дер Лейн, под С. Марио Драги и под Д. Ангела Меркел. Под Б. Одговорот е точен. Четврто прашање до тим 4. Која земја беше прва да се приклучи на Европската унија во 1957 година? Под А. Франција, под Б. Германија, под С. Белгија и под Д. Холандија. Под А. Одговорот не е точен, прашањето се насочува кон тим 3. Која земја беше прва да се приклучи на Европската унија во 1957 година? Под А. Франција, под Б. Германија, под С. Белгија и под Д. Холандија. Белгија. Одговорот не е точен. Преминуваме на петото прашање до тим 3. Кој град е седиште на Европската централна банка? Под А. Франкфурт, под Б. Париз, под С. Лондон и под Д. Мадрид. Франкфурт. Одговорот е точен. И последното прашање до тим 4. Кој последен пристапил на Европската унија станувајќи член во 2020 година? Под А. Хрватска, под Б. Северна Македонија, под С. Србија и под Д. ниедно. Кој последен пристапил на Европската унија станувајќи член во 2020 година? Под А. Хрватска, под Б. Северна Македонија, под С. Србија и под Д. ниедно. Ниедна. Одговорот е точен. Како Победникот е тим 3. По завршувањето на рунда 1 и рунда 2 ги имаме нашите финалисти. Тоа се тим 1 и тим 3. Ги поканувам да излезат на сцена.
Првото прашање е насочено кон тим 3. Кој договор дал почеток на Европската унија како правен и политички субјект? Под А. Договорот од Рим, под Б. Мастришкиот договор, под С. Лисабонскиот договор и под Д. Европскиот договор. Да. Одговорот е точен. Првото прашање до тим 1. Кој е најголемиот земјоделски извозник во Европската унија? Под А. Франција, под Б. Холандија, под С. Германија и под Д. Шпанија. Холандија. Одговорот е точен. Второто прашање до тим 3. Која земја од следниве не е дел од балканските земји во Европската унија? Под А. Словенија, под Б. Хрватска, под С. Романија и под Д. Бугарија. Словенија. Одговорот е точен. Која е главната цел на Европската унија? Под А. Безбедност, под Б. Економска интеграција, под С. Социјална заштита и под Д. Туризам. Економска интеграција. Одговорот е точен. Третото прашање до тим 3. Кој е првиот претседател на Европскиот совет? Под А. Херман Ван Ромпој, под Б. Доналд Туск, под С. Шарл Мишел и под Д. Хозе Мануел Барозу. Да. Одговорот не е точен и прашањето се насочува кон тим 1. Кој е првиот претседател на Европскиот совет? Под А. Херман Ван Ромпој, под Б. Доналд Туск, под С. Шарл Мишел и под Д. Хозе Мануел Барозу. Под С. Одговорот не е точен. Следното прашање е кон тим 1. Која земја од следниве е домаќин на Европската комисија? Под А. Белгија, под Б. Франција, под С. Луксембург и под Д. Холандија. Белгија. Одговорот е точен. Наредното прашање е насочено кон тим 3. Кој е главниот орган за преговори за пристап до Европската унија за земјите кандидатки? Под А. Европски совет, под Б. Европски парламент, под С. Европска комисија и под Д. Совет на Евро. Под С. Одговорот е точен. И последното решавачко прашање насочено кон тим 1. Која земја во Европската унија има најголем број на членови во Европскиот парламент? Под А. Германија, под Б. Франција, под С. Италија и под Д. Шпанија. Германија. Одговорот е точен и со тоа победник на квизот за Европската унија е тим 1. Еден аплауз за сите победници. И тоа Ана Ивановска, Матеј Цековски, и Христијан Илчовски.
Дечки, пред се едно големо фала што дадохте интерес и покажахте дека има знаење во младите за Европа и Европската Унија. Големи честитки за вас и да направиме една фотка со целиот тим. Библиотеката при општина Делчево, која се погрижи за книгите во вид на награди за учениците победници, има и четврта книга која овој пат ќе освои било кој од вас од публиката кој во моментот може да одговори точно на прашањето која година Македонија првпат поднесе кандидатура за земја членка на Европската Унија и до ден денеска го има истиот кандидатски статус. Првпат кога го решававме европрашалникот. Ајде основци, припремајте се. Кој сака? Ове ли? Грешка. Ајде, многу порано. Ајде. 2000-та, не. Ајде, Кико. Грешка. Далеку сте, многу порано. Ние многу долг период имаме на земја кандидат за членка во Европската Унија. Те се овие што рекли, Матеј, тука некаде сме, ајде. 91. Не. Ќе се откажете ли, киде книгата на мене? Браво, Даде. 1994 година е годината кога и јас искрено ви благодарам за масовното присуство и мислам дека вакви настани треба да правиме почесто, кои имаат едукативен па и забавен карактер, надпреварувачки. Дали меѓу нас во публиката е Анастасија Такева? Да. Јас ја поканувам на сцена, тоа е нашата ученичка која за неколку дена ќе отпатува во Брисел, во Белгија и по основ на неформално образование, ево да видите дека на секој од вас може да го се даде шанса, заедно со уште една друга ученичка, благодарение на незините залагање и активности преку Младински образовен форум. И да ви кажам дека 2018 година и јас имав можност со 25 ученици од регионот да патувам во Белгија и никогаш не е доцна да се вклучите, да се ангажирате и се тоа што го учите да го доживеете на лице место. Уште еднаш благодарам на сите и еве за завршно на овој настан ќе проговори сега Анастасија што е веќе на сцената. Благодарам. Здраво на сите, и јас како што го кажа професорката, следната недела ќе ода за Брисел. Таа можност ја добих од Националниот младински совет. Бех приклучена на еден проект како практикант и од сите практиканти се од сите практиканти са изберени двојца кои ќе одат за Брисел и ги посетат институциите таму што се секако Европскиот парламент и Една благодарница и до Анастасија за максимален ангажман во организација на овој настан. Ове Анастасија. И убаво да си победиш офица. Понатаму продолжуваме со учениците кои што освоија второ место. И тоа се учениците од Тим 4, Елена Димитровска, Христијан Димитровски и Емануела Новоселска.
Понатаму продолжуваме со двата тима кои што освоија трето место и тоа се Тим 2 и Тим 3. Леонора Жижовска, Ивана Киевска, Александар Атанасов, Дами Ивановски, Анастасија Ќурчиска и Сара Ангелова. Благодарни са и за водителите на овој настан, Лука Стоименовски и Софија Ивановска. Благодарница на професорката Весна. И ќе ги поканам сите учесници на настанот да направиме една групна фотографија. Благодариме на сите присутни кои што учествуваа на овој настан за вниманието. Исто така голема благодарност до сите учесници, професорката Сара и со ова го одјавувам овој настан. Благодарам.